изложбата представени се 30 на изработки на килими, кои потекнуваат од Кавадаречко и биле сигурно дел од традиционалната македонска куќа. Домашната изработка на килими и слични ткаенини, кои служеле главно за покривачи, биле застапени во многу македонски краишта. Денес немаме доволно историски податоци, врз кои би можеле точно да утврдиме кога и каде за прв пат во Македонија се појавило домашното килимарство. За употреба на килими се споменува во 16 и 17 век, каде турскиот патеписец Евлија Челеблија го бројува и Скопје меѓу килимарските центри од тоа време. Повеќе податоци за килимарството на Балканот упатуваат на исток, од каде се пренела оваа културна придобивка со доаѓањето на турците. Но, истовремено имаме податоци дека килимарството било застапено и пред доаѓањето на турците на овие простори. За изработка на килими во Македонија секако има и влијанието на турското владење. Се прифаќале и ширеле ориенталните влијанија во уредувањето на домашните интериери. Разликуваме изработка на градско климарство, кое се проширило и по селата. Но и покрај изобилството на орнаментални мотиви, дојдени од страна, жените ткајачки во Кавадаречко успеале со текот на времето да им дадат на своите килими ориентално обележје, како одраз на своите собствени творечки способности и уметнички доживувања. На тој начин традиционалното килимарство во Македонија се формирало како одделна и значајна гранка од народното уметничко творештво со свој специфичен стил. Килимот од секогаш бил украс на македонската куќа, во него е вткаено едно големо богатство на чувства и на идеи. Добро искаен килим бил богатство за семејството, но и сведоштво за сето она што македонската жена не можела гласно да го искаже. Црниот и црвениот конец се нејзиниот збор. Преку прекрасните шари го сликала она што на македонецот не му било дозволено да го каже гласно. Таа вредна домајчинка била голем уметник. Кога ги гледам овие килими, се сеќавам на зборовите на баба ми, кога ми велеше дека во килимот од нејзината мајка бил собран целиот нејзин живот и целата историја на македонецот. Секоја шара има свој символ, секоја шара е еден збор. Изработувањето на килимите започнува со процесот на стрижење на овците и перење на волната. Потоа таа се влачи или растресува, при што се одделува долгата волна од кратката. Долгата волна се користи како основа на килимите, по нејзиното одделување таа се преде и на крајот се бое. На почетокот се користеле природни бои, кои биле многу стабилни и не бледееле лесно, при што давале благи пастелни тоналитети и хармонични склопови од нијансите. За добивање на боите се додавале корења од одредени билки, ореви за темно кафена црна боја, индиго за модро плава, кромидот за жолто кафените нијанси и крмозот за црвените. Килимите биле изработувани во техниката на лито ткаење. Тие во Македонија, а и во Кавадаречко се изработувале исклучиво на хоризонтални разбои, поради чија тесна основа тие се ткаени во повеќе типли, кои потоа се соединуваат, ја даваат финалната форма и димензија на килимот. Изработувањето на килимот било исклучително женски занаед, кој го практикувале како занимање или дел од домаќинските активности. Килимите служеле за сите делови на традиционалната кавадаречка куќа, додека најголемите и најпредставителните служеле за покривање на подовите на гостинските одаи, се постилале на креветите, а се украсувале и ѕидовите. Нивното ткаење било творечки чин, при кој се изразуваат креативноста и естетските афинитети на жената. Македонските килими се символ на нашето постоење. На самиот крај сакам да ви го честитам 8 март на сите жени, мајки, баби.